Ви благодарам многу, почитувани колеги пратеници, за овој предлог буџет. Тоа е првиот предлог буџет на владата на ВМРО ДПМН вреди и знам, како што и изразивме наша сомнеш кога се носеше ребалансот на буџетот, дека приоритетите на владата на ВМРО ДПМН нема да соодветствуваат на вистинските проблеми на граѓаните и тоа што е потребна на нашата економија. Сега веќе со овој предлог буџет можеме и тоа да го заклучиме и граѓаните да го видат. Пред се треба да се искоментира дека во континуитет еве веќе трета деценија очигледно станува дека партиите на олигархијата, партиите кои се во джебот на олигархијата и кои функционираат само за интересите на олигархијата, немаат визија која може да даде резултати во било кој поглед. Не може да одговори на потребите на граѓаните, не може да одговори на потребата за развивање на економијата македонска и ќе видиме како тие ги приоритетизираат економските политики. Самиот буџет за следната година, со самото тоа што е изборна година, очигледно е политички скроен и мотивиран да одговори на мобилизација на капацитетите на владата и институциите за да влијаат на изборниот процес со некои нивни влијанија. И затоа ќе видиме дека најголемиот дел од буџетот и тоа што можеме да го очекуваме е да се влее во касите на градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата и за окрупнување на администрацијата. Претходната колешка го спомна даночниот раст и тука всушност и треба да се искоментира затоа што имаме зголемување на расходи, изголемување на приходи преку даночен раст, но кој ќе оданочува владата на ВМРО ДПМН? Владата на ВМРО ДПМН ќе ги оданочува обичните луѓе, а не крупниот капитал. И тука е моето клучно прашање, затоа што во програмата на владата на ВМРО ДПМН најавено е намалување на корпоративниот данок од 10% на 5%. Јас како пратеник, тоест јас, преку нашите пријатели во Европарламентот, преку нашите сестрински партии, преку европарламентарците, испратив барање за одговор од Европската комисија. Дали таа би препорачала на владата на ВМРО ДПМН да го намали данокот на 5%? Зошто? Затоа што од 2024, заклучно со 1. јануари 2024, а по основа на директива која е претходно донесена од Европската унија, се одредува минимален корпоративен данок од 15%. И тоа сега важи за целата Европска унија. Мицкоски ќе го намалува данокот на 5%, а сака да привлече странски инвестиции. Па го зголемил буџетот за 2 дополнителни милиарди за привлекување на странски инвестиции. И сега ние ќе ги привлечеме странските инвестиции, тие мораат да платат 15% од данокот од таму каде што доаѓаат, најчесто се во европските земји, и сега Мицковски ги ослободува од тие 5% за да ги платат во своите држави. Моето прашање до мнозинството кое е скрос отсутно во оваа сала во моментот, значи не постои еден пратеник од мнозинството, зошто своеволно се откажуваат од буџетски средства на Република Македонија? И да не правиме многу филозофија, има одговор, има еден пратеник, се извинувам. Да не филозофираме многу, има еден одговор. Ако еден премиер, ако едно министерство за финансии, ако една влада доброволно се откажува од своите јавни средства, од својот јавен интерес, тоа значи дека приватниот интерес на тие политичари, на тие премиери, министри, влади е всушност пред јавниот интерес. Тоа премиерот треба да ни го одговори. Дали премиерот заради негови побуди, заради негови лукративни причини, зошто го намалува данокот за корпоративниот данок за 5%, иако тоа се противи на секоја логика на здравиот разум. И наместо да се оданочуваат ентитетите кои заработуваат од нашата инфраструктура, кои заработуваат од нашиот пазар, кои заработуваат од нашиот народ, наместо да вратат на тој пазар, таа инфраструктура, тој народ, тие ќе си ги однесат парите во своите земји. И ке се фали мнозинството с големен даночен приход од кого бе луѓе? Од обични луѓе. Обичните луѓе кои само придонесуваат на оваа економија, кои само придонесуваат и кои се бескрајно експлоатирани од крупниот капитал кој ги пишува овие буџети. Овие буџети може директно да се излезени од Стопанската комора, бидејќи само на тој аспект на општеството одговараат. Одговараат на стопанските комори и одговараат на личните интереси на владините политичари.
Нема развој на производство, туку има дополнителна неолиберална и фридманистичка политика. Нашите партии креираат неолиберален рај, тоест рај за крупниот капитал и пекол за обичните луѓе. И така ќе биде и следната година, така ќе биде и после таа година и така во недоглед. А по тоа што го слушнав од колегите од ВМРО ДПМН и од тоа што може да се види во буџетот, ова нема да го кажам пежоративно, туку описно. Овој буџет е уличарски. Милион улици на броја. Па од 2021 шо им правеа градоначалниците 3 години? Шо прават градоначалниците на ВМРО 3 години? Знам шо прават. Муцунски чекаше да стане министер и го задолжи аеродром. Тоа прават. И сега ќе дојдат на ребаланс на буџет, улици овој крак, тој крак, абе луѓе 3 години сте власт на локално ниво, сега ви текна за улици. Тоа значи дека во недостаток на визија, во недостаток на долгорочна економска политика, нашата влада, незините приоритети се да одговорат на изборната година и да се едноставно да освојат се повеќе општини за понатаму да може да продолжи агонијата на граѓаните, испомпувањето на парите, па повторно да не спасуваат со некои ребаланси и така натаму. Не го кажав пежоративно, ова е реалноста. Уличарски буџет кој има за цел да вбризга пари во единиците на локалната самоуправа за да се подобри позицијата во општините каде што очигледно се негативни резултатите на владењето на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Значи имаме општини каде што нема никаков развој и еве сега собранието ќе ги прави краковите на улиците. Мислам, апсурдно. Наместо да зборуваме за развивање на производството на државата, наместо да развиваме просто производството на државата да го развиваме, ние улици овде разговараме. Тоа е визијата на ВМРО ДПМН, до таму идат. Они гледаат во тромесечија. Тромесечие максимум една година ако изборна година и тука завршува визијата. Овој буџет е огледало на приоритетите на власта. Приоритетите се насочени кон задоволување на интересите на крупниот капитал, како што кажав, и таму каде што има зголемување е потполно диспропорционално. Значи не е пропорционално на потребите на луѓето. Иако има некои зголемувања во социјалните трансфери, иако се многу проблематични, таму каде што е клучно да има одредени решенија како за социјално загрозените групи, инвалиди или луѓе со попреченост, каде што има конкретни проблеми кои нема да се решаваат, се создава приказ дека ќе има социјална инекција во општеството, иако таа не може да ја покрие реалната инфлаторна ерозија на животот на граѓаните заради постојаните ценовни шокови, заради постојаното опаѓање на стандардот на граѓаните. Од друга страна, многу е проблематичен јавниот долг. Јавниот долг можеби не би бил толку проблематичен да не знаеме дека во Македонија владее какистократија и клептократија. Ние создаваме меѓугенерацијска обврска која нема за цел да создаде подобри услови за идните генерации да можат да одговорат економски и на задолжувањата од минатото и да одговорат на потребите за создавање на нови прилики за иднината. Заради практиките на нашите политички партии ова ќе биде испокрадено, ќе биде непродуктивно искористено и само создаваме меѓугенерацијска обврска која не дава плусеви за следните генерации, туку само ексклузивно минус. И секоја година нашата држава станува се позависна и позависно од задолжувањето. Во овој предложен буџет има огромна сума која го продлабочува финансискиот товар врз сегашните и идните генерации. Каматите на јавниот долг веќе достигнуваат рекордни износи, пак имаме уште еден нов долг. Иако е интересно, сите макроекономски индикатори на глобално ниво велат дека следната година би имало стабилизирање на економските, тоест на каматните стапки, ама ВМРО ДПМН треба да земе, сега им се локални избори оваа година, шо има да размислуваме ние дали ќе се стабилизираат процесите во светот, кога се нема визија, кога се размислува краткорочно, нормално дека ќе се оди против интересот на државата. Задолжувањето директно ги погодува граѓаните. Секој ново задолжување значи повисоки даноци за нив,
не за крупниот капитал, туку за нив, за обичните граѓани, нели сме го зголемиле даночниот прилив, и дали е фер граѓаните да бидат тие кои ќе мораат да ги носат последиците на погрешните одлуки на политичари кои имаат само краткорочна визија за државата. Дали е одговорно да се продолжи со овој модел кој ги става краткорочните интереси на власта пред долгорочната стабилност на државата? Одговорот е не, но се додека партии на олигархијата кои одговарат пред стопанските комори ни ги прават буџетите, одговорот ќе биде очигледен. Еден од клучните проблеми кои ние го имаме со овој буџет е како тој се однесува кон енергетскиот развој во Македонија. ВМРО ДПМН направи ново Министерство за енергетика. И сега, од политичка интуиција некој би рекол дека ова е приоритет на ВМРО ДПМН, дека со отварање нова Министерство за енергетика сака да ја зголеми независноста енергетска на државата, но ако видиме меѓу редовите дека припадниците на оваа влада се представници на приватниот енергетски интерес, па да не кажам енергетска мафија, и ако видиме како им е конципиран буџетот, тоа значи дека Министерството за енергетика е создадено само за приватниот енергетски интерес. Да не беше така, немаше да имаме само 1,3 милиони евра за гасификација во државата. Ве молам, кажете ми како е таа цифра рационална. Од друга страна, имаме зголемување неверојатно на средствата за наоружување и за НАТО, иако нели требаше да бидеме све да биде мед и млеко до сега за НАТО. Интересно е што се зголемува за 2 милиарди дополнителни денари и ние сме веќе блиску до таа препорачана стапка од 2% за трошење препорачано за НАТО, тоест рекет за НАТО, ама за 2026 Мисајловски и Мицковски и владата предвидуваат па дуплирање на таа цифра. Зошто една од најсиромашните држави во Македонија сака да ја надмине стапката од препорачани 2%, посебно ако видиме дека многу побитни, многу покадарни држави не се приближуваат кон таа стапка, туку ги приоритетизираат социјалните приоритети и сите приоритети кои служат за вдишување живот во сопствените капацитети, во капацитетите на државата. А енергетските капацитети се многу интересна тема, затоа што во 91-а, јас тогаш не сум бил роден, ама 91-а Македонија во еден момент немаше собствена полиција, немаше собствена војска, беше под ембарго и немаше собствена парична валута. Ама зашто преживеа оваа мала држава? Затоа што имаше независен енергетски систем. И во 91-а ова беше главен предуслов оваа мала држава воопшто да го преживее виорот на незиното конципирање. И сега 30 години подоцна таа енергетска независност е компартментализирана, фрагментизирана и потполно уништена. Тоа што предходно, значи нашите енергетски капацитети се стари 40 години, таму завршува приказната, освен ветерниот парк во Богданци и ХЕЦ Козјак. Ама од друга страна, некогашното електростопанство на Македонија е поделено на ЕСМ, МЕПСО и делови на новој систем се претворени во ЕВН. Ситуацијата дополнително се комплицира со тоа што ТЕЦ Неготино се уште работи на мазут, што е еколошки и економски неодржливо. РЕК Битола за време на енергетската криза во 2022 година еден од реакторите се испостави дека 365 дена бил во квар и еден ден само работел. И наместо да се свртиме кон развивање на сопствените енергетски капацитети, а одговорот е очигледен, тоа е Чебрен на Црна река, ние не гледаме воопшто дека оваа влада има ваков план. Ке дојде време, ке збориме за амандманот кој го имаме предложено за Чебрен. Има едно 10 изјави од Мицковски за Чебрен, како и за многу работи во неговата политичка кариера. И сега, кај е приоритетот за Чебрен? Кај да ни дојде да ни каже Мицковски, министерката за финансии, каде е приоритетот за Чебрен? Дај да почнеме барем првата фаза од 10 годишна фаза. Нема ништо.
затоа што не е приоритет развивање на независноста на енергетскиот систем на Македонија, туку приоритет е Мицкоски со неговите хидроцентрали, со неговите пријатели и цела влада што му е наполнета со неговите партнери од времето на неговиот ангажман во енергетскиот сектор. Наместо Чебрен ние ќе добиеме приватен интерес и дополнителна корозија на енергетскиот систем. Сите државни елементи во овој цел систем се во долг. Значи, АД електрани се во долг. Неплатен долг од 4,4 милиарди денари. И недоспеан долг во вкупна вредност од 5,7 милиарди денари, што значи вкупен долг од 10 милиарди денари или околу 165 милиони евра. Од друга страна, ЕСМ за производство на топлинска енергија има вкупен доспеан и недоспеан долг од над 510 милиони денари. А во контраст на ова, приватните енергетски компании, како ЕВН Македонија, имаат во 2023 година добивка од 28 милиони евра, што представува раст од 546% споредено за 2020 година, 22 година. Тоа значи дека приватните компании во овој систем ги искасапија нашите граѓани. Значи, буквално, сиот профит го генерираат од нашиот пазар, а нашите елементи државни се во долг. Што значи тоа? Дека државата не може и не сака да настапи протекционистички во однос на собствените државни позиции. Дури има статистика со таа мрежарината што ја воведе регулаторна комисија која е околу 200 денари или 150 денари месечно, никој од нас една сијалица да не запали во Македонија. За 8 години ЕВН ќе направи профит од 200 милиони евра, тоест колку му требаше да го купи нели делото ДСМ. И кој е одговорот? Нема буџет за Чебрен, нема буџет за гасификација, нема, пошто целата поента е ако минатата влада имаше своји енергетски интереси, оваа влада очигледно дека види дека ова е лукративно и сака да ги продлабочи своите интереси и да си ги наполни джебовите на своите функционери. Исто така, мора да се аргументира дека иако тоа се вели дека нема така да биде, околу нова година ќе има ново покачување на струјата. Заклучокот е дека енергетската криза со која се соочуваме не е само резултат на глобални трендови, туку и на нашиот собствен недостаток на стратешко планирање и поставување на луѓе со мафијашки интереси на позиции. Абе, не може цело време да ни е крива Украина за све, кога ние во буџетот не предвидуваме за Чебрен. Па кој ни е крив? Крива ни е, очигледно, нашата политичка гарнитура и констелација која со децени не може да одговори на потребите на граѓаните. Понатаму, имаме голем проблем во однос на недостатокот на транспарентноста во буџетот. Тоа всушност значи дека во својот извештај и речиси во секој извештај на Европската комисија, тие потенцираат ниската транспарентност на буџетот кој изнесува 35 поени, значително под глобалниот просек од 45. Ниското ниво на транспарентност ја намалува довербата во државните финансии и го отежнува следењето на државната помош и јавните трошоци. Европската комисија изразува загриженост за оваа нетранспарентност. Европската комисија изразува загриженост за неусогласеноста со монетарната и фискалната политика во државата, а ние гледаме дека очигледно Фискалниот совет и Министерството за финансии имаат апсолутно различни приоритети и дури не се ни наговестува дека би имала некоја координација помеѓу финансиската и монетарната политика во оваа држава, што нормално значи дека долгорочна стратегија против соочување со корозивни економски процеси оваа влада нема да има. За самиот крај, затоа што истекува времето на амандманските расправи кои ќе следат, ние ќе се фокусираме на социјалните аспекти на овој буџет, затоа што едноставно овој буџет нема за цел да одговори на потребите на социјалните потреби на граѓаните и одговорноста ќе носат овие пратеници кои така ентузијастично нас не убедуваат дека треба да се гласа за овој погубен буџет кој има само за цел да ги наполни джебовите на владините функционери и сите нивни пријатели, роднини и така натаму. Ви благодарам многу.